И поздрав сте, јас сум Ники Гздоровте во новото видео. Денеска правиме, знаете, од цел овај нов серијал оценување на игри. Како е сето оценување игри? Му даваме на секоја игра плюс, така да, например, сега овој пат оценуваме League of Legends и Fortnite, така да видиме која игра ќе е подобра. Нормално немат поднатака, немат да имат фейскем, затоа што сакам некако серијалов да испадне на мој начин, да видите што никој не го има направено, така да уживајте во видео, ставете subscribe и лайк и уклучете од звончето доколку сакате да сте први во наредните видеа. Океј, кога дојдовме сега овде во Fortnite гейм, нормално геймот не е мој, го зедов на YouTube, но фри е, што е најбитно. Океј. Добро, не е битно сега се збинувам. Така да, сега ќе ги оцениме двете игри, што и како е подобро кај двете игри. Значи, за прво земаме кој и како компјутери може да играт. Значи, искрено, League of Legends мислам дека може и послаби компјутери да играт, а додека кај Fortnite мал се ти треба понапреден компјутер за да можеш да играш на подобар нели FPS. Така да, и двете игри ќе добијат, значи, за оптимизација една плюска, Fortnite плюс и LOL плюс, евака само да ја дотерам овде плюска, добро. Така да, ојме сега на следно, што да видиме, графика. Графика кај двете игри се нормално ако ставиме на најслабо и на најако, искрено не се лоши. Fortnite е лоша затоа што пикселите не се то, така да, искрено не знам што оцена да дам овде, затоа што, ете како што кажав, не е то, а додека кај LOL и на LOL можеш да играш, не приметвиш да толку, а на High веќе имат големи разлики кај двете игри, така да, ќе дајме пак на двете игри плюс, затоа што не можам овде да кажам Fortnite е лоша на LOL, но сепак. Според мене лоша е, но ајде плюс, значи двете игри имат по две плюски. Сега правиме муавет за то дали Fortnite може да ја убиет на League of Legends како игра. Дали воопшто ја убиват. Па моментално ја убиват Fortnite на LOL помалце, значи тептен помалце, но мислам дека тој сет како да кажам, цел хајп од Fortnite ќе се изгуби наеднаш, затоа што ете таков е хајпот, например, и мене ми беше интерес на League of Legends ко почнам, но сега еве нешто не ми е то што треба да ми е, но сепак сакам да ја играм играта и не давам, значи едноставно веќе играм 2 години, а играта е 9 години излезена и Fortnite излезена од 2008, мислам како и League of Legends. Но, ете, сега, значи, во овие, да речам, 4 месеци веќе се проби добро Fortnite, така да, мислам дека не ја убиват, затоа што имат едноставно играчи и Fortnite и, како се викат, и Fortnite и League of Legends, но мислам дека Fortnite за сега водит во то како имат играчи, но League of Legends нормално после тој се цел хајп, да речем, ќе се вратат самите играчи на самата игра која што ја играле пред Fortnite, да речем, така да мислам дека Fortnite не ја убиват се уште многу LOL, но мој тука да се каже тептен помалце, така да имат тука две различни игри, ја кажам што ќе дам за Fortnite искрено минус, пошто сепак не ја убиват самата игра, а за League of Legends ќе дам плюска. Кој од тие две име, да речем, поголем фанбейс, некако, како да кажам, дали ме разбравте поубаво, кои од тие две игри едноставно се моментално попопуларни? Според мене попопуларни се PUBG и Fortnite, нормално се да правиме мове за Fortnite, но мислам дека е тоа заради тоа што, како што кажа, фанбейс. Тоа кажа затоа што самата игра е, да кажам, многу хајпната заради тоа што повеќето стримери, а тие што стримет, почна Логан Пал, мислам дека се викат Пал, што не стана. Добро, не е битно. Тој почна да стримат, така да
тој почна да стрима Дрейк, мислам дека почна да стримат и тој едноставно и Нинџа, значи едноставно веќе самата игра многу станува популарна со тоа што да кажам на некој начин ја бустет, но сепак овде ќе дајме за Fortnite плюска, а додека кај LOL многу се губет играчите затоа што ето немат веќе кој да ја крепи премногу. Добро, петта работа да кажаме и крајна работа, значи како петта работа нели нормално, зошто според мене Fortnite моментално поинтересна. Значи многу луѓе тоа го знаат, но и според мене е ова така. Зошто? Играва сама е многу поинтересна од LOL, затоа што LOL има дранкет и ви се паѓаат деца кои што едноставно ќе ви го заебе цел гейм. Да, дали сме сваќате, значи едноставно јас сум 10-0 во League of Legends, си играм со таму најпознат, да речам, најпознатите херои Јасуо и идет некој значи ќе ми ја зезни цела работа, ојд го фидат, да речам, ако знаете мене, нели нормално за LOL, ојд и му дават самиот играч килови, значи тоа сигурно е дете од 9 години, знам дека са некој ќе ме хейтни поради тоа, но додека кај самата Fortnite си се носиш сам си одлучиш што сакаш да правиш, а доколку би играл дуо, нели нормално со самиот соиграч, и ако тој ти сгреши, а доколку ти му сгрешиш нова и нели просто нови е тоа. А додека кај Fortnite, кај League of Legends самата игра, значи нема разум, не знам, нема што да кажам друго. Така да кај Fortnite ќе дам овде една плюска, и затоа што има многу интересни работи за летање, за глупости, значи ракет лаунчер едно друго, значи тоа е многу поинтересно. Додека кај LOL играш на иста мапа, ништо ново, скоро не доаѓа ново, но секој пат кога да играш многу различна игра. Така да овде додавам кај Fortnite плюска, а кај LOL минуска, така да сега ќе видиме. Fortnite имат 4 плюски, една минуска. Добро е. А додека LOL има 3 плюски и 2 минуски. То се разлозите зошто и како нели е то. Зошто така ја оценив. Според мене ова е мое персонално мислење. Така да тоа би било тоа. Се надевам дека уживавте во ова видео. Ставете лайк, оставете subscribe. А ние се гледаме на тоа видео. Ра па 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 и ра.